Добар ден, драги пријатели, и добродојдовте во денешната епизода. Моето име е Деспина Ковачева и денеска ќе дискутираме за едни две мои омилени теми или тренинзи ќе кажам, а тоа се хит и табата. Претпоставувам дека и двата сте ги слушале многу често и еве до ден денеска ги слушам јас и на интернет ги гледам, па реков ајде малце да ги дискутираме. За почеток да раздвоиме што е хит, а што е табата. Табата потекнува од 60-тите години и е всушност 4-минутен високоинтензивен тренинг кој што ја подигнува работата на срцето до 100% и има 10 минути пауза, 10 секунди пауза се извинувам и 20 секунди вежби. Колку пократок е тренингот, толку поинтензивен е, што значи дека имаме бомбастично горење на калории и затоа всушност трае само 4 минути. Хит од друга страна е кратенка од High Intensity Interval Training, што значи имаме тренинг од 20 до 40 минути и вежбите траат од прилика 30 секунди пауза со 1 минута тренинг. Значи, хитот е всушност малце подолга верзија од табатата и затоа можеби малце покомплицирана ќе кажеме, но интензитетот на вежбите е каде помал. Зошто денеска се применуваат почесто? Мислам дека прилично јасно. Значи, тоа е еден начин на бомбастично горење на калории, наједноставен начин да се заврши тренингот или да се стави сесија на средина. А многу битно од се е што во денешно време приватните тренери ги вметнуваат дали на пократок начин, дали начин само на тренинг, дали ги зголемуваат, ги менуваат тренинзите, додаваат исто така и многу почесто ги гледам, иако можеби не сме знаеле дека тренираме според хит или табата, ако ги кажеме интервалите и паузите кои што ги правиме, мислам дека ви е јасно дека повеќето од вас ги практикуваат. Во случај сами да си правите тренинзи на хит и табата секоја чест и ви советувам да продолжите, поради тоа што имате голем избор на вежби и мислам дека е прилично лесно и едноставно сами да си направите тренинг. За почеток, овие два типови на тренинзи не бараат никаква сала, не бараат опрема, не бараат некоја посебна подготвеност, само да имате искуство во правење на своји тренинзи или пак да сте биле на некој тренинг па да може да ги вметнете сами. Значи, вие може да земете било кои вежби и да си ги правите во рунди, да ги правите на неколку сесии, сакате 10 минути поинтензивно, сакате 20 минути полабаво, зависи се од тоа што вие сте спремни да го направите денеска. Исто така најдобро е, еве мој омилен начин да ги вметнам хитот или табатата е после трчање на кеј, независно дали ќе останам дома или ќе останам надвор на кеј. Тие се многу едноставни и на пример може да почнете од еден тип на основни вежби, ќе кажам како на пример чучњеви, склекови и стомачни. Многу поинаку ќе се чувствувате ако правите тоа со термин на пауза измеѓу. Зошто ќе кажам, имам исто така прашање, зарем не е потешко да направам 30, 50, 100 одеднаш, отколку да направам пауза. Ајде пробајте да направите 10 секунди пауза и 20 секунди тренинг и ќе видите дека работите ќе бидат малце поинакви отколку што ние сметаме дека се такви. Така да, ако не сте доволно иновативни или пак не ви текнува на каков тренинг може да направите, тогаш пробајте да отворите на интернет. Јас се гарантирам, има еден куп програми и YouTube канали кои што ги практикуваат и промовираат овој тип на тренинзи. Мој лично омилени се Fitness Blender, тоа се двојка кој што прави тренинзи и имате вежби и видеа од 5 до 60 минути, така да зависно колку време имате толку. Верувајте се, одлични. Јас најчесто ги практикувам кога немам време да отидам до сала, времето не ми е погодено за трчање и слично. А на крајот на криштата и во денешно време многу ни е поедноставен фактот што имаме паметни телефони, на нив може да се симнете апликација, имате и тајмери, и вежби, и избор, и промени. Секако тие вежби може да се направат на полесно или на потешко ниво, така да немате више простор на оправданија. Не може да кажете дека немате време или не сте биле доволно креативни или немате избор за тренинг. Ова е наједноставниот начин. Верувајте, гори ненормално голем број на калории и ветувам дека ќе се чувствувате подобро после 10 минути тренинг. Ви благодарам на вашето внимание и ќе се видиме за некој од наредните епизоди. Чао, чао!